Производната офанзива на автомобилскиот бренд Mercedes-Benz продолжува со жестоко темпо. Наред дојде најспортската C-класа, еден од најзначајните и најпродавани модели на брендот од Штутгарт, кој од сега за прв пат ќе може да се вози и на струја. На официјалната промоција на електричната C-класа, генералниот директор на Mercedes-Benz Ола Калениус изјави: целосно новата електрична C-класа го редефинира сегментот на електрични возила од средната класа. Клиентите ќе го добијат токму она што го очекуваат од оваа нова верзија од саканиот модел, а тоа е перфектно стопување на перформансите, комфорот, динамиката и интелигенцијата. Дополнително, таа е најмоќниот и најспортски C-класа автомобил што сме го направиле досега, нудејќи чисто возно задоволство и врвен домет, сите заедно совршено за солниште за нашите клиенти. Што се носи новата електрична C-класа? Прво, елеганција со харизма. Новата C-класа има атрактивна силуета во форма на купе, нова иконска маска со 1050 осветлени точки и експресивна GT задница. Премиум квалитет и врвна изработка. Во компанијата се апсолутно горди на сработеното, како што велат, нов репер за премиум квалитет и комфор. За вкупниот впечаток се грижат премиум материјалите, кои дополнително за оние на кои тоа им е битно, имаат вегански сертификат. Седиштата се електронски со лумбарна поддршка, масажа, вентилација на седиштата и 4D звук. Во новата C-класа е поставено ново ниво на контрола на климата. Според Mercedes-Benz, новата климатска контрола во автомобилот поставува нови стандарди во класата и двојно побрзо ја грее внатрешноста на автомобилот од моделите со конвенционално погонување, што одлично ќе ви се најде при ниски температури во надворешноста. Романтичните возачи може да уживаат во сопственото ѕвездено небо, направено од 162 осветлени ѕвезди на Sky Control панорамскиот покрив. За него зборуваат сите. Тој повеќе не е супер, туку е MBUX Hyperscreen со големина од 39,1 инчи, со иновативна Matrix технологија и повеќе од 1000 индивидуални LED сијалички кои ја подесуваат светлината во амбиентот на внатрешноста. А секако, новиот екран нуди и мноштво информации за возачот и апсолутна забава за сите патници. Електричниот седан е екстремно агилен при влегување во свиоци, со редуциран радиус на вртење од 11,2 метри, како и со Airmatic воздушна суспензија, со предвидливо прилагодување на амортизацијата, базирана на Car2X технологијата и на податоците од Google Maps. Како и кај останатите нови Mercedes-Benz автомобили, и електричната C-класа има вграден MBUX Virtual Assistant, базиран на вештачката интелигенција, кој може да прави паметни конверзации, да учи и да еволуира. За совршени возни перформанси се грижи Mercedes-Benz оперативниот систем или MBOS, кој нуди и редовни over-the-air апдейтирања на сите софтвери во возилото. Ова ја одржува C-класата свежа и во следните години, без притоа за апдейтирање на софтверот да мора да одите во овластен сервис. И тука зборуваме за апдејти на системите за помош на возачот и за забавниот систем на возилото. Новиот домет на електричната C-класа изнесува 762 км според ВЛТП циклусот, што е уште една потврда дека полека се надминуваат сите бариери кои го спречуваа побрзото темпо на имплементација на електрифицираните автомобили во светот. 800 волтната технологија и новата батерија со 94 киловат-часа може да се надополнат со енергија доволна за нови 320 км за само 10 минути. Сега, новата C-класа, благодарение на поголемиот простор, поголем багажник, најголемиот во класата преден багажник Франк од 101 литар
и можноста да влече приколка со маса од 1,8 тони, како и можност за влечење на джет ски или мал глисер, има навистина многу можности и опции. Во електричната C класа се вградени голем број на активни и пасивни системи за безбедност. На премиерата на овој модел на Мерцедес се огласи и Бастиан Бауди, главниот дизајнер на компанијата од Штутгарт, кој изјави: "Со новата електрична C класа испративме силна порака. Ја реинвентираме класичната елеганција за електричното доба. Таа е изразена, има силуета во форма на купе, скулптурирана со силни површини и мускуларен лак на тркалата, што прави моќна емотивна привлечност. Од иконската осветлена маска до светлата во форма на звезда, секој детал моментно ја символизира новата ера на Мерцедес-Бенц", заврши Бастиан Бауди. Новата електрична архитектура нуди и нови димензии. Меѓуоскиното растојание изнесува 2962 мм, што е за 97 мм подолго од конвенционалните C класи. Ова особено се одразува на комфорот на предните патници, кои имаат за 12 мм подолг простор за нозете, а и максималниот простор за главата е за 22 мм повисок во предниот и за 11 мм повисок во задниот дел, што го прави патувањето уште по-комфортно. Покрај предниот багажник од 101 литри, во багажникот ќе најдете простор за товарење од 470 литри. Германската групација Volkswagen подолго време најавуваше дека ќе лансира повеќе модели на електрична енергија кои ќе имаат конкурентна цена и ќе бидат достапни за сите. Како некоја магична ценовна рамка, честопати се споменуваше сумата од околу 20.000 евра. Се чини дека овој план почнува полека да се реализира. Одговорните луѓе во групацијата донесоа одлука како прво во оваа палета на мали достапни автомобили на струја да го лансираат електричното SUV бебенце Cupra Raval пред долго очекуваните електрични ID Polo и Škoda Epiq. Официјалната премиера на новиот Cupra Raval се одржа симултано во 12 града, а официјалното лансирање беше во шпанската престолнина на каталонците Барселона, воедно и родното место на брендот. Впрочем, и самото име Raval доаѓа од едно познато по креативноста и различноста маало во Барселона. На премиерата во градовите Барселона, Мадрид, Париз, Берлин, Манчестер и Милано, освен главната звезда, новиот Raval, беа организирани и концерти на отворено на истакнати европски музичари. За време на промоцијата, генералниот директор на Cupra, Маркус Хаупт, изјави: "Ова е специјален ден за нас. Cupra Raval представува многу повеќе од само автомобил.
Тој го одбележува почетокот на новата ера за нашата компанија и нашиот бренд. Работевме тимски повеќе години за да дојдеме до оваа точка и сме возбудени што сега светот може да го открие Купра Равал, почнувајќи во Барселона, нашиот дом и местото каде што се започна. Пристигнувањето на Купра Равал означува пресвртна точка за иднината на мобилноста во Европа. Подготвени сме да произведуваме електрични возила направени во Шпанија, помагајќи со тоа електромобилноста да стане подостапна и попривлечна за новите генерации на возачи, заврши Хаупт. Новиот Равал, инаку кој доаѓа од спортскиот бренд на Volkswagen Купра, е за нијанса помал од 4 метри, но од неговото меѓуосовинско растојание од 2600 мм и сериозниот волумен на багажниот простор од 441 литар, навистина се очекува многу. Во основниот модел, спортскиот Равал е опремен со мотор со моќност од 114 коњски сили или 85 киловати и батерија од 37 киловат-часа, доволни да обезбедат 300 км автономија. Овој мотор е ограничен само на 50 киловати DC полнење. Следното ниво, Равал Plus, е опремено со мотор кој испорачува 133 коњски сили или 99 киловати со истата батерија, но со можност за помоќни полначи од 88 киловати DC, со кои од 10 до 80% дополнување на батеријата се прави за до 23 минути. Следуваат и варијанти со помоќните батерии 52 киловат-часа со моќност од 208 коњски сили или 155 киловати со домет до 450 километри. За оние кои што сакаат уште повеќе сила, тука е и моделот VZ со 222 коњски сили или 166 киловати, кој до 100 км на час забрзува за 6,8 секунди. Спортските перформанси на овој модел логично го земаат данокот во дометот, кој кај него изнесува до 400 км. Во интериерот возачите ќе уживаат во големиот 10,25 инчен дигитален инструмент кластер, како и во 12,9 инчниот инфотејмент систем. Равал ќе пристигне ова лето, а ќе има стартна цена од околу 26.000 евра и ќе му биде директна конкуренција на францускиот Рено 5. Инаку, новиот Равал ќе се произведува во фабриката Martorell во Шпанија. Се што вози работи подобро со Liqui-Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија.
Од светот на Tech Alliance, германската компанија што го креираше легендарниот TechDoc, ни доаѓа сосема ново решение за независни сервисни работилници во оригиналниот онлайн софтвер TechRMI на Tech Alliance. Ќе најдете се што му треба на вашиот сервис: технички информации, податоци, електрични шеми и графици, диагностички кодови и упатства за сервисирање. Дополнително со пакетот го добивате и TechDoc каталог бесплатно. Само во Autotrend, овластен Tech Alliance партнер за Македонија. Here at Liqui-Moly, we look back on more than 6 decades of experience and have since then developed into one of the world's leading brands for motor oils, additives, car care, and specialty products. The journey of our products starts with the delivery of the raw materials. In our mixing tanks, with a capacity of up to 8,000 kilograms, we carefully prepare our formulations. Thanks to precision, technical expertise, and decades of experience, every batch meets our high-quality standards, without any compromise. Comprehensive testing from the delivery of the raw materials to the filled products ensures that our customers always receive products of the highest, consistent quality. The sample taken from the mixing tank is analyzed in the laboratory. Here, its density is determined, and it is examined how light is refracted in the additive. The next step is infrared spectroscopy. To enable clear identification, the result is compared with a database. Possible unknown substances that would otherwise have remained hidden to the naked eye can also be detected during this process. After mixing and thorough testing in the laboratory, the products are transferred to our state-of-the-art filling systems. They are real wonders of productivity. Thanks to efficient conversion measures, many different containers can be filled with them. Maximum efficiency is our top priority. Even our oldest machine from 2013 achieves an impressive output of 2,000 cans per hour. With the latest machines from 2023, we were able to increase the output to 3,200 cans per hour. This means that we achieve a total output of 25 million filled cans per year. Regular inspections directly on the line ensure that only products that are flawless bear our logo. For our customers, it is more than just a trademark. It is a visible promise of quality and reliability. Another key point of our production is the warehouse for raw materials. On an area of over 2,000 square meters, 1,000 storage spaces hold packaging and up to 250 tons of raw materials. The interaction between the departments results in around 140,000 kilograms of various products being produced every week. From gasoline and diesel additives to oil and radiator additives to high-quality greases and pastes. Production requires precision, flexibility, and technical finesse from the employees. With batches of up to 300 kilograms, we manufacture between 2,000 and 5,000 kilograms of greases and pastes every week. Here too, we record every withdrawal electronically and pay uncompromising attention to the quality of every single raw material. Every single gram is the result of careful craftsmanship and state-of-the-art technology that is precisely tailored to the individual requirements of our customers.
That is Liqui-Moly, a perfect combination of tradition and innovation, of passion and performance. The result? Products that make vehicles worldwide more powerful and more durable. Nothing is left to chance, even when it comes to worldwide delivery. Our employees give their best every day, with experience, precision, and special commitment. Every product that leaves our production facility carries these values within it. For the road, for our customers, and for their vehicles. Во една од минатите епизоди на нашиот Темпо магазин направивме осврт на премиерата на новата серија 3 на баварскиот гигант BMW, но за моделот на електричен погон кој го носи името i3. Новата BMW i3, креирана околу така наречената Neue Klasse EV архитектура, треба да биде вистински геймченџер на брендот, па и за автоиндустријата, земајќи предвид дека со неа, со полна батерија, возачите ќе може да поминат дури 900 километри. А како ќе изгледа процесот на производство на новата i3 во фабриката на BMW во Минхен, која треба да започне во август и која, според плановите на Милан Неделјковиќ, идниот директор на BMW, од 2027 година треба да произведува само електрични модели од брендот, можете да видите во следното видео.